ВМРО ДПМН денес на пресконференција го промовираше вториот дел од аферата Паразити, откривајќи колкави и се платите и хонорарите на поедини именувани владини функционери во државните институции. Дел од аферата Паразити е Томислав Тунтев, директор на Агенцијата за цивилно воздухопловство, кој зема плата од 203.000 денари месечно, односно 3.300 евра месечно. Тоа се 40.000 евра за една година, додека народот има просечна плата од 470 евра, за Тунтев од СДС тоа се 3.300 евра. Јавноста ниту го видела Тунтев по заминувањето од функцијата пратеник, ниту слушнала за неговата работа. Според ВМРО ДПМН, освен Тунтев, скриени во системот има и други. Дел од аферата Паразити е и директорот на ПУИК, Зоран Георгиев, со месечна плата од 105.000 денари, истиот за една година наплаќа 1.260.000 денари, односно 21.000 евра. Никола Љушев, како дел од управниот одбор на Телеком, зема месечна плата од 713.000 денари, односно 11.500 евра. За година дена тоа се 139.000 евра, а за еден мандат од 4 години 560.000 евра. Љупчо Зиков, дежурен аналитичар на власта, а во принцип именуван функционер, од МЕПСО зема 80.000 денари, што за една година е 960.000 денари или 16.000 евра. Во текот на еден мандат тој од оваа енергетска компанија ќе инкасира 54.000 евра. Премиерот Ковачевски не ги демантира наводите на ВМРО ДПМН, но смета дека проблемот може да се реши на следниот начин. Тоа се решава со правење на закон за плати во државата, во кој што ќе се направи конзистентност, бидејќи ние во моментов имаме неконзистентност на плати. Вие можете да имате директор или член на управен одбор на одредена државна фирма која што прави загуби секоја година, а таму платата врз основа на одлуки на компанијата да биде поголема од плата на министер или од претседател на држава. И затоа предложив, и тој закон е во изработка, закон за плати во кој што ќе се дефинира највисоката плата во државата. Дали тоа ќе биде претседател на држава, зборувам за јавната управа, на приватни фирми не можете да им определувате. Дали тоа ќе биде претседател на Уставен суд, и сите плати потоа ќе бидат врз основа на таа највисока плата унифицирани, односно ставени во една конзистентна рамка. Тоа не е нешто што ние ќе го измислиме, тоа веќе постои. Има и кај држави членки на Европската унија, меѓутоа има и во држави кои што се тука во нашето соседство и кои што тоа го имаат направено. А веќе на тоа работи Министерството за информатичко општество, тоа е поголем процес, бидејќи се работи на вистина за голема управа со голем број на плати, меѓутоа ја нема да отстапам од тој концепт дека мора да има закон со кој што ќе се стави ред и конзистентност во примањата, особено на раководните лица. А што се однесува до другите вработени, тоа е предмет на колективно договарање, каде што мора да учествуваат и синдикатите заедно со работодавците.